Застојот во правосудството забележан со извештајот на Европската комисија за првите луѓе на судскиот совет и јавното обвинителство е очекувана оценка од Брисел. Слабости делумно гледаат и во своите редови, но главниот проблем велат се финансиите. Председателот на Судски Александар Камбовски смета дека освен довербата, сега и се поголемиот недостиг од судски службеници е предизвик за судството. Постои потреба од подобро образлагање на одлуките кои што ги донесуваме. Преку тоа се разбира да зголемиме транспарентноста која што треба да имаме и спрема колегите суди, но секако и спрема граѓаните. Покрај недостигот на суди во судовите низ државава се соочуваме во моментов и со сериозен недостаток на останатиот стручен кадар кој што работи по судовите. Со извештајот на Европската комисија се согласува и државниот обвинител Коцевски. Критиките од власта кои ги забележал Брисел ги смета за политички изјави, но и тој најголем проблем гледа во финансирањето. За да има успех во борба против криминалот, треба да се создадат и услови. Работиме со јавно обвинителска служба од 1/3, што значи околу 360 вработени, а ни треба околу 1126. Од Судскиот совет предупредуваат на внимателност кај политичарите кои го критикуваат судството. Велат дека во извештајот Европската унија тоа го смета за мешање во судската власт. Тие критики, иако јас стално кажувам, се добре дојдени, меѓутоа сепак треба да постои една доза на внимателност, бидејќи како што знаете не сме да има мешање помеѓу властите. Очигледно е тоа и нотирано во извештајот дека тоа се толкува како мешање во работата на судската власт. Освен политичките критики, Европската комисија наведува дека и ограничувањето на финансиите влијаат врз работата и независноста на правосудниот систем. Зоран Јаневски, Сител телевизија.